Претходниот час завршивме со теоретскиот дел и сега продолжуваме со практичниот дел. Прво ќе започнеме со софтверот Кипа. Ќе се запознаеме со екстензијата на Кипа, каде што ќе ги анализираме производите, поминеме низ сите поточки и термини кои што се употребуваат. По завршување на анализите во екстензијата ќе се префрлиме на вебсајтот на Кипа и потоа ќе продолжиме со другиот дел, практичниот дел, каде што ќе продолжиме со софтверот Celeramp и со различни сорсинг стратегии кои што ги користиме за барање на производите за пониски цени од другите продавници. Сега почнуваме со софтверот Кипа. Ова е екстензијата на Кипа. Прво ќе објаснуваме по лињава што значат, па ќе се навраќаме на самите анализи. Прво нешто што ќе го збориме е Sales Rank или BSR. Значи BSR, тоа е скратеница за Best Seller Rank или Sales Rank. Тоа ни е оваа зелена линија на екстензија. Оваа зелена линија ни е индикатор за побарувачка на производот, односно колку производот продавал на месечно ниво, но некако индикатор сам, не ни кажува точна бројка. Општо за BSR треба да знаеме дека што е поблиску до 1, повеќе продава производ во својата категорија. Кога го објаснувавме BSR во терминологија, зборевме дека секоја категорија си има своје посебно BSR. Значи, во однос на тоа колку број на производи се наоѓаат во одредена категорија, толку колку што е поголема категоријата, толку поблиску до 1 на кој BSR-то повеќе продава производ. Односно, ако има 135 милиони производи во категоријата Home and Kitchen, а во Beauty and Personal Care има 11 милиони производи, ова BSR што го гледаме тука, од 23.041, ако е во Home and Kitchen може да продава 1000 парчиња месечно, ако е во Beauty може да продава 100 парчиња месечно. Значи не е дека ако имаат из BSR различни категории меѓу себе дека ќе продаваат исто. Но заедничко за сите категории што е поблиску BSR до 1, тоа повеќе продава производ во однос на другите производи во својата категорија. Тој што има BSR 1 во таа категорија, значи најмногу продава во таа категорија. Наш индикатор е ова BSR, бар мој критериум е секогаш да биде во топ 1.5% во својата категорија во која што продава. Значи тоа го гледаме и тука, доле, топ 0.07%. Значи оние производи што се наоѓаат во топ 1% или топ 1.5% имаат тенденција да продаваат барем 50 парчиња месечно, што е прв индикатор дека производот продава. Дали е 100.000, 200.000 или 300.000, како е апсолутна вредност на бројка, не значи толку, колку што ни е битна информацијата дали категоријата има 5 милиони, 50 милиони или 150 милиони производи. Затоа добро е да се има предвид кој е Sales Rank, но треба да се знае и каква е категоријата. Јас би рекол, пошто не ги знаете на памет вкупно колку производи има во одредена категорија, би рекол 16 категории се добри за нас да ги работиме во арбитража моделот. Да си имате и во самиот вебсайт во Кипа секогаш апдейт има моментално колку има производи, но и секогаш тука ни пишува некоја прва информација треба да ни е дека ако е над 1.5% ќе навлеземе малку во подлабоки анализи наредните часови, но ако е над 1.5% треба малку со предпазливост дали воопшто производот продава. Гледате, ако допрам тука, самата Кипа ми кажам моментално колку производи има. 46 милиони 148 производи има моментално. Имаме кој е моментален BSR, протечен во 90 дена и протечен во една година. Ќе ги учиме овие работи тука во дата наредните часови. За секоја информација имаме моментален или протечен во одреден период, како за Sales Rank, така за ревјуа, така за Buybox. Значи Sales Rank ни е индикатор за побарувачка на производот. Buybox ни е оваа розова линија и ни покажува историски како се движела продажна цена на овој производ. Значи можеме тука да менуваме дали сакаме да видиме во еден ден, неделно, месечно, 3 месеци, години или од кога почнала Кипа да го прати производот на Амазон. Најчесто се поклопува период Кипа кога ќе почне да има информации за производот, значи тогаш прв пат се појавил овој производ на Амазон. Пример, ова капчево што сега го анализирам.
Значи розевата линија, без разлика кој период да го гледаме, ни кажува флуктуацијата на продажната цена во одреден период. Ако допрам на било кое место на бајбоксот, гледате дека има уште едно поле, пишува бајбокс, има едно камионче, има цена $44, пишува FBA, тоа е моделот на испорака, и ова што пишува CMC CMC Motorsport, тоа е името на сторфронтот или на продавачот кој што во тој момент го имал бајбоксот. До него има 98%, тоа е seller feedback, односно процент на задоволни купувачи кои што купиле од него производи низ минатото, но не овој производ, него како продавач, се што продавал он, а вкупно луѓе му оставиле 4705 ревјуа, пишани ревјуа за неговиот перформанс како продавач. Значи, кај да сменам, бајбоксот ако се менувал помеѓу повеќе продавачи, ќе се менува информацијата. Значи, ќе имаме цена повторно, модел и storefront, односно името на продавницата кој што во тој момент го имала бајбоксот. Камиончето што го пишува до бајбокс, значи дека shipping included, односно транспортот е вклучен во таа цена, затоа што ако е FBM моделот, ако има камионче, значи транспортот е вклучен во таа цена. Ако нема камионче, таа била само продажна цена без транспорт и треба да знаеме колку и дали имало воопшто напада за транспорт. Во FBM моделот, затоа што Амазон прави испорака на производите, секогаш он е одговорен за транспортот и он укажува кој е трошокот за транспорт. Најчесто во Америка најголем дел од купувачите се Prime Members, плаќаат мислам сега околу $130 годишно, имаат Prime бенефити со тоа што секогаш имаат free shipping и плюс имаат Amazon Prime за стримање и некои други бенефити, а тоа е многу ефтино и затоа е многу голем дел од луѓето во Америка имаат Prime Membership. За оние што немаат, најчесто Amazon наплаќа одреден трошок за транспорт ако нарачката е под $35. Колку зависи од него, повторно ние не влијаеме на трошокот за транспорт, тоа го наплаќа самиот Амазон. Значи, ова тука ќе го анализираме подлабоко историски како се движела цената. Пример, тука во мај продажна цена на производот било $43.99, следниот период се намалува на 41, овде дури паднало и на 23,5, па се качило, па се намалило и така натаму, сега само ги објаснуваме терминиве, после ќе видиме зашто паѓала цената, зашто се качувала и што не е нас важно. Buybox е всушност ова копче што го гледаме тука. Тоа е моментален buybox, а ова овде ни е и моментален, ако зумираме до крај. Ако зумираме до крај ќе видиме кој е моментален buybox, а ако одзумираме со два клика ќе ни видиме историски како се движел и како се ротирал меѓу продавачи и како била неговата продажна цена. Ова копче, иако е buybox, некогаш може да го има, а некогаш може да го нема. Ако го нема, тоа значи дека buyboxот е супресиран и не е активен во моментот. Што значи супресиран buybox? Значи дека Amazon ја трга оваа понуда на било кој продавач, доколку нема ниту еден продавач што го продава моментално производот, кој што ги задоволува неговите барања. А кои се неговите барања? Он да е најефтин на пазарот. Ако ова капче се продава надвор од Амазон за поевтина цена, од оваа $28.57, Амазон ќе го тргне ова копче и нема да им даде ќе им даде можност да купувачите да купат, но ако сами одберат, овде отидат 24 продавачи кои што го продаваат производот. Толку има изградена доверба со Амазон со неговите купувачи, со тоа што во најголем дел кога ќе биде тргнат ова купче, поборувачката премногу паѓа во тој период. Затоа што тоа е начин на Амазон на кој што им укажува на купувачите моментално ја немаме најдобрата понуда на пазарот, не купувај од нас, ама ако сакаш да купиш на твоја одговорност, одбери од овие други понуди што се тука. Но ова е онаа понуда што Амазон, ако е активен buyboxот, автоматски му кажува на купувачот оваа понуда е најдобра на пазарот, не само на Амазон и општо, и можеш да купиш без да размислуваш два пати. И поради таа доверба, секогаш кога има buybox, продажбата е многу поголема во однос на тоа кога нема buybox.
Тоа сега супресирам Buybox. Амазон ги мечира цените на неговите најголеми конкуренти надвор од низ Америка. Значи тие можеби се некои 21 на 30 продавници, каде што ако има негде поевтина цена моментално, он секогаш прави апдейт и го трга овој Buybox како понуда на неговата страна. Ќе учиме како стратегија во вебсајтот како да таргетираме токму вакви асини, затоа што штом негде надвор од Амазон има поевтина цена, значи ние можеме да купиме за поевтино тоа што моментално се продава на Амазон. Тоа е една од стратегиите кои што ќе ги вклучиме во практичниот дел. Ова new цена, ова е new или new condition цена, ова е комбинирана цена на FBA или FBM моделот. Комбинирано не значи просек, односно значи дека во оваа цена се вклучени и FBA и FBM продавачи. За разлика од Buybox, кај што ни кажуваше која е таа продажна цена, па ќе кликнеме на New, ни кажува која била најниската цена на пазарот во тој момент. Пример овде на 24 јануари, најниската цена на пазарот била $22.46. Но ние не знаеме дали била оваа FBA продавач бил или FBM продавач бил. Затоа викам комбинирано, како заедничка понуда на FBA или FBM. Затоа јас не го користам премногу, не користам премногу оваа New информација, повеќе се фокусирам на New Third Party FBA, затоа што тие ми се мене главна конкуренција. Оние што го користат истиот модел како мене за испорака на производите, оние што го работат моделот FBM, треба да се доста поевтини од нас за да успеат да го добијат овој Buybox во своја сопственост. Она што малце не ви напоменав, овој Buybox, значи има различни информации, имаме продажна цена, имаме информации како delivery, дали е free, која е најбрза испорака, ако нарачаме во овие 1 сат, ова е нашата shipping адреса што сум ја ставил за пример каде би испорачале производ, која количина имаат, може да имаат поголема па да купим кога од поголема количина. Add to cart и buy now, имаме ships from и ова е Chief Commerce LLC, значи ова е името на сторфордот, односно на продавачот кој што го продава овој производ. И ако се поклопува sold by со ships from, односно гледа тука е Chief Commerce LLC и горе е Chief Commerce LLC, значи дека продавачот сам прави испорака на производот. Ships from од кај него или од неговите магазини, што значи дека овој продавач го работи моделот FBM. Ако тука пишува ships from Amazon, овој продавач го работи моделот FBA. Returns 30-day refund replacement, најголем дел од производите на Амазон има 30 дена период на враќање, освен grocery или ако не е нешто од Амазон автоматски укажано, дали воопшто се повратни производите или не се, има и објаснување. This item can be returned in its original condition for a full refund or replacement within 30 days of receipt. You may receive a partial or no refund on used, damaged or materially different returns. Тоа е return policy која што FBM продавач, пример, ја врши како customer service, исто и он, ние да сме FBA, Amazon го врши овој customer service, и може сам како FBM да се ставиш полиса дека можеш или не можеш да им вратиш пари ако е нешто оштетено. Со Amazon моделот, како што е тука shift from Amazon, овој продавач што работи FBA, он е оној што одлучува за ретурн период, ама најчесто е 30 дена за секој производ, освен за grocery категорија или нешто се конзумира. Овој Buybox, ова што гледаме shift from и sold, ротира помеѓу различен број на продавачи. Значи, секој од овие продавачи што се тука, New 24, секој може да го добие Buybox доколку има компетитивна продажна цена. Ако некој од овие продавачи продава на цена од $35, а овој продавач продава на $28, помали се шансите оној продавач што продава поскапо на $35 да го добие Buybox-от. Но ако имаме компетитивна цена на пазарот и се движиме околу оваа продажна цена, имаме шанса нашиот storefront да биде тука и ние да бидеме собственик на Buybox-от во одреден момент. Меѓу 80 и 90% од продажбите на Amazon се случуваат директно преку купување од Buybox-от. Другиот дел е од одбирање понуда тука. Значи да го игнорираш Buybox-от како купувач, едноставно да
одбереш било која друга понуда од тука. Значи 10 до 20% се случува продажбите на овој начин, 80% 90% е од бајбоксот. Затоа најголемата борба ние да го добиеме бајбоксот. Тој се ротира и зависи од различни фактори како продажна цена, модел на испорака. Значи, ако ја работиме моделот FBA, Amazon пред себе не форсирал повеќе да го добиеме ние бајбоксот, ако имаме слична цена како продавачите кои што го работат FBM моделот, затоа што пред се има плюс заработувачко од нас преку FBA фи, односно транспортот. На FBM продавачот им наплаќа само referral фи. Кај нас наплаќа и storage фи, но наплаќа и FBA фи за транспорт на производите и за customer service. Затоа моделот FBA е нормално форсиран од страна на Amazon. Тоа е втор фактор што зависи дали користиме и кој модел го користиме на испорака. Исто така зависи и количината на производите што ги испраќаме. Ќе оставам на ова, да не навлагам многу зашто зависи количината, ќе го кажам во некој наредните часови. Ќе збориме за локален бајбокс и како ротира тој бајбокс и зашто значи количината ако е поголема, ние зголемуваме шанса за добивање на бајбоксот. Од тие се некои три информации кои што ќе ни влијаат при борба за добивање на ова копче. Застанаме на нju цена. Затоа се фокусирам на nju third party FBA, не на nju цена, затоа што мене ме интересира оние што се FBA продавачи, што ми се директни конкуренти. Од FBA продавачите можам да го земам како информација која била нивната продажна цена, но можам знам дека можам да продавам малце и поскапо од нив, значи тоа се движи околу 5 до 7% проценти поскапо од нив, а сепак да го добиам бајбоксот. Оваа nju цена во себе ја нема факулирана цената за шипинг. Значи, во FBA рековме дека шипингот е секогаш вклучен затоа што Amazon го одредува. Но во FBM моделот, продавачите кои што го работат FBM моделот сами одредуваат кој е трошокот за транспорт на производот. Во однос на тоа каде го испорачуваат и кој е бил тој трошок. Некои од нив може да продаваат $30 плюс $5 шипинг, некои може да продаваат $35 плюс free shipping. Една од стратегиите кои што мислам сега тоа веќе го среди Amazon, но лани беше една доста подобна стратегија која што овие продавачи го употребуваат, да речам го изигруваа системот за да го добијат бајбоксот, затоа што системот не успеваше да процени комбинирана вкупна цена на продажна и шипинг цена, ја гледаше само продажна цена. И они правеа ќе стават продажна цена од $5 и $30 шипинг, они всушност продаваат за $35, но овде би стоело nju цена дека е $5, затоа што оваа цена не го вкалкулира шипингот. И ние ако се фокусираме само на оваа цена, ќе видиме можеби некоја ниска цена, а всушност таа била цена без шипинг и не била реална цена. А таа стратегија употребува FBM продавачи за да го добијат бајбокс, затоа што Amazon и неговиот алгоритам не ни форсира поевтина цена, но во тој момент не може да комбинира дека всушност не е $35 продажна цена, а не е $5 дека е $35 продажна цена, а $30 е повисока цена за шипинг. Тоа го регулира моментално затоа што направија граница, никога шипингот не може да е поскап од продажна цена на производ. Така да ако е $20 продажна цена, шипингот може да е максимум до $19.99, не може да е, мислам, више не исто. Но и општо алгоритамот го напредија каде што приметува која е вкупна цена на производот веќе, а не само продажна, шипингот да не го зема во предвид. Многу голем број на купувачи исто така и не ни приметувале дека пишува 5 плюс 30, ќе падат 35, затоа и го совршува тој систем каде што не може веќе да го прескокнуваат тој момент FBM продавачи да го добиваат бајбоксот. Но без разлика на нивната стратегија, се уште во кипа, ако отвориме nju, ќе ни пишува продажна цена без шипинг. Затоа јас не толку ја обраќам внимание на оваа цена. Мене ми треба повеќе nju third party FBA. И за nju third party FBA, и за nju third party FBM, секоја што информација ќе видиме е во одреден момент најниската цена што била на пазарот. Значи овде гледаме варирање на овие протокалови триаголници. Овде била $23.85, овде била $26.17. Чекај вака да се гледам за поубаво.
Значи овде е $23.85, овде била $26.17, па $23.85. Ова значи дека во овој период на 1 јануари, без разлика колку продавачи продавале во тој момент, најефтината цена на FBA продавач била $23.85 во тој момент. Значи, можеби и 5 продавачи продавале на оваа цена. Небитно, не кажува колку и не интересира. Едноставно, најниската цена во тој момент била $23.85. Потоа, дали тој продавач ја продал својата залика или ја покажал својата цена, следна најниска цена била $26.99. Значи, цело време ни кажува како се движила најниската цена на FBA продавач во одреден момент. Ако, пример, тука биле 5 луѓе со $23.85, еден спуштал на $23.84, ќе не покажала таа цена од $23.84. Истото важи и за FBM моделот. Значи, тоа е со плава линија, FBA со плави точки, а FBA со протокалови као триаголници. Значи, гледаме разлика на продажна цена на FBA и FBM. Сега, затоа што истото да не го повторам за FBA, значи за FBM. Овде $22.46, значи најефтина FBM понуда во тој момент на пазарот. Од сите продавачи. Може имало 20 продавачи, ама најефтиниот од тие што го работеле FBM моделот продал на цена $22.46. Гледате, кога допрев тука на FBM, повторно ми излезе камионче. Значи, шипингот бил вклучен во таа цена. Дури да не го знаеме тоа, јас како проверував дали шипингот е вклучен, да ми се повторуваат, да ми се поклопуваат new цена и new third party FBM цена. Зашто не вклучувам FBA? Затоа што реков немам шипинг во FBA и Амазон не го евидентира. FBA продавачите само го евидентираат. Што значи тоа за нас? Ако се поклопува new цената и new third party FBM цената, new third party FBM цената е цена калкулирана натре со шипинг. Така да, ако имало да речеме $20 шипинг, плавата линија би била овде горе, како што е во овој случај. Гледате овде, $36.99, а 27 долар. Значи 27 била плюс $9.99 било за шипинг. Но имаме две различни вредности. Во FBM кога ќе одберам, овде ми покажува цена со шипинг, овде во New ми покажува цена без шипинг. И затоа не се фокусираме само на оваа цена New. Без шипинг не треба онаа што е со шипинг. Најмногу нашо интересира е историско движење на Buybox-от и New Third Party FBA. FBA може да го земе како информација во одреден период ако продавале продавачи, дали била огромна разликата на овие плави точки со црвени триаголници. Ако многу е голема разликата, треба да видиме понатаму дали ротирал Buybox-от и покрај таква голема разлика и помеѓу FBA продавачи и помеѓу FBM продавачи. Значи оваа горна табела ни се информации за продажна цена на производот и за побарувачка, односно за БСР на производот. Ја положиме со други табели следен час, но уште ова сакам да ви го покажам. Кога ќе допреме на Buybox-от, значи не да кликнеме, на секој клик на било што може да активираме и деактивираме било која информација, но ако допрам на Buybox-от, кога ќе активирам, гледате овде горе, гледате, кога ќе го допрам, како има црвени и плави бои испомешани. И како во одредени момент има бела боја, пример тука во септември, гледате, немаме ни розова линија и плюс е горе овде е бела боја. Значи кога свети портокалова или црвена боја горе, укажувам екипа дека во тој момент FBA продавач го имал Buybox во своја собственост. Кога е плавата линија, дека FBM продавач го имал во своја собственост производ. Гледаме дека до септември повеќе доминирала портокаловата боја, односно FBA продавачите повеќе го добивале Buybox. Кога немаме Buybox овде и кога како бела линија горе, она што ви кажувам во тој момент бил супресиран Buybox-от и Амазон во овој период во септември овде, во овој период дека го немало, го трнал Buybox-от, тој бил супресиран или неактивен и во тој период ова копче не било активно тогаш на Амазон. Затоа што во тој момент надвор од Амазон имало продажна цена која што била поевтина од онаа што е нуделе овие
продавачи кои што тогаш продавале во тој период. Тоа е супресиран buy-box. За супресиран buy-box треба да се запомни само дека Амазон не го супресира buy-boxот за сите продавници. Значи во Америка има илјадници продавници, он ги смета за конкуренција најголемите. 20-30 продавници што му се најголеми конкуренти. Оние што прават 20-50 милиарди годишно, тие му се негова конкуренција. Оние што се помали продавници, дури да имаат поевтина цена, затоа што не ги смета за конкуренција, не го супресира buy-boxот. Ако производот се продава на сајтот на брендот, на вебсајтот на брендот и директно цената е поевтина од таа на Амазон, он повторно не го смета тој за конкурент и не го супресира buy-boxот. Единствено супресирање му е од големите продавници. List price е скратеница и односно го има истото значење како MSRP или Manufacturer Suggested Retail Price, тоа го учиме во терминологијата. Тоа значи дека таа е цена која што брендот или фабриката предложува да се продава производот не само на Амазон, општо на сите ритейлери. Значи таа е само предложена цена, не е реална или реална цена по која што се продава производот. Ова е само од информативен карактер, затоа што тој што го креирал производот, не ние, значи ние креираме листинг што го прикачуваме за овој производ, но тој што го креирал производот може да вметне информација за list price, по која што се води самите купувачи да видат која е реална цена која што ја предлага фабриката, односно брендот кој што го произведува овој производ и по која цена, нели, buy-box се продава овој производ. Оваа екстензија кипа, историскиот движење на цената и се ова го гледаме само ние како продавачи, значи купувачите ја немаат оваа екстензија, они не знаат како историски се движела цената ни побарувачката ни конкуренцијата. Не ги интересира само која е продажна цена моментално сега, за колку време го добиле производот, кој е датумот на испорака и нормално FBA или FBM дали ќе биде купувачот кој што купат, но они немаат информација за историско движење ни на цена ни на БСВ, но ништо од овие информации што ние ги анализираме. List price во некој ситуација ќе стои тука над оваа buy-box цена што е моментално, некогаш стои, некогаш не, тоа повторно зависи од Амазон. Ако стои, ќе пишува list price и шкртата цена дека имаш наводно попуст, односно реално треба да се продава производ за $150, а ние го купуваме ние го продаваме за $33.95 во овој случај, што им кажува на купувачите дека купуваат поевтино од тоа што реално предложил брендот да се продава. Не е толку релевантна информација за нас, апсолутно не е. Прикривање на листингот, повторно од Амазон зависи, за некои производи ќе ни бара list price, ако не е вметната, за некои производи нема да ни бара list price, иако тоа е повторно одговорност на оној што го креирал производот, можеби некојаш да не ја вметнане таа информација и прикривање на нашиот листинг Амазон да ни ја бара оваа информација. Доколку не ја знаеме таа цена, може само да вметнеме 0 и тоа и самата Амазон го кажува дека ако не ја знаеш која е таа цена, само вметни вредност 0. Во друг случај за креирање на листинг, наше да дадеме информации за SKU на производот, рекоме тоа е скратеница на Stock Keeping Unit, интерниот код по кој што го водиме нашиот производ во базата на Амазон, за кој што не имаат увид никој други освен ние лично како продавачи. Ние не знаеме кој SKU до пример на друг продавач, значи само својот SKU си го знаеме, тоа е една информација што ја ставаме. Втора информација е нашата продажна цена, по која што сакаме да го продаваме производот. Трета информација во која состојба го продаваме производот, значи дали е new, used, very good или која да е состојбата. Ви реков, ние таргетираме секогаш да продаваме во new condition производите. И четвртата информација е кој модел на испорака ќе го користиме, дали FBA или FBM. Значи тие се информациите што ние ќе ги креираме за листингот. Тоа ќе го работиме по софтверите како се креира листинг и што одметнува. Значи од овие горе информации тие се тие што се најчесто. Овде некој од производите може да има повеќе информации, пример warehouse deals или buy-box во used condition, но тие и да ги има јас не ги гледам затоа што едноставно не ми се конкуренција тие што продаваат производи во used condition, ние се бориме за buy-box во new condition. Постои посебен buy-box за used condition и тие си водат посебна борба помеѓу нив, пред се затоа што се поевтини, нормално што ме нешто користено е поевтино од тоа што е некористено и затоа не се директна конкуренција за нас. И некојаш имате до тука информации, зависи од производот, но тоа не треба да не плаши. Овие се наши работи што ни се битни за анализа во оваа горна графика. Во вториот дел гледате оваа жолта линија сите.
имаме некои други информации, да ги поминеме сите едно по едно. Значи, pet supplies, тоа не е главната категорија во која што се наоѓа производот. Dog shampoos и cat shampoos, овие се подкатегории. Значи, рековме дека имаме една категорија главна, во која што се наоѓа производот, и она category 3, значи како се разделува производот, односно во колку подкатегории спаѓа. Некои од производите може да спаѓаат во една подкатегорија, некои во 2, 3, 4 или 5, не е ни важно. За нас е важно главната категорија која е, затоа што БСР или sales rank е поврзано за главната категорија. И индикатор за продажбата е поврзано со главната категорија, не со подкатегориите. Подкатегориите ние можеме да ги употребиме единствено како начин, односно информација каде што ако најдеме некој производ кој што не е профитабилен, има добра конкуренција, добра поборувачка, можеме да разработиме таа подкатегорија за да најдеме слични производи на тој производ. Но во однос на БСР тој не е поврзан со главната категорија. Овие работи што ги гледате тука се истите и од овде горе во sales rank. Со тоа што гледате во ова зелено поле, ни кажува pet supplies, dog shampoos, cat shampoos, значи на кое место се наоѓа во главната категорија, во подкатегоријата dog shampoos and cat shampoos. Значи 18.000 во pet supplies и 186 место е во dog, 28 во cat во овој период. Значи како менувам, гледате дека вредностите се менуваат како менувам дата каде што проверувам како се движило БСР-то. Затоа јас најмногу се фокусирам на БСР на оваа горна табела, оваа долнава повеќе ми е важна за информацијата monthly sold или оваа жолта линија. Оваа жолта линија или monthly sold е нова информација од Амазон, прилично нова би рекол, мислам дека пред 1,5 година ја метна како информација, затоа што Кипа, софтверов Кипа, сите информации ги зема од датабазата на Амазон. И оваа информација немале предходно. Пред години пол Амазон почна да споделува оваа информација исто и со софтверите и со нас. И зашто е многу важна за нас? Затоа што пред да постои жолтава линија или monthly sold, нас е единствен индикатор за единствен главен индикатор за анализа на производот и неговата поборувачка не беше БСР или sales rank. Од кога ја метна оваа информација monthly sold или жолтава линија, многу е полесно да анализираме производи и да го видиме темпото, односно динамиката на продажба на одреден производ. Што значи ова monthly sold? Ке видите дека последната година го има предходно, добро, во случајов производов и не постои многу повеќе од една година, затоа и само што почнал да продава, овде се појавила таа жолта линија. Како функционира жолтата линија? Значи во полево зеленово гледаме пишува monthly sold 100. Овде пишува monthly sold 50. Овде пишува monthly sold 200. Овде пример пишува monthly sold 500. Поентата на оваа жолта линија е кога пишува monthly sold 50, значи производот продал во тој месец помеѓу 50 и 100 парчиња. Кога пишува 100, продал од 100 до 200 парчиња. 200 кога пишува од 200 до 300 и се така до 1000. Кога пишува monthly sold 1000, продал од 1000 до 2000. Така е све до 10.000. Кога пишува monthly sold 10.000, продал од 10.000 до 20.000. И за 100.000 истата логика е како за 10.000 како за 1000. Значи ги дели на 50 прво, 100, 200, 300. Значи 200 плюс ако пишува или 200 тука, ќе видите дека било од 200 до 300. И така е до 1000. Све на 1000 после ги дели на илјадници или на 10.000 броеви. Можно е во одредени производи да воопшто не ни постои жолта линија. Кога жолтата линија не постои, тоа значи дека во тој период производот продал под 50 парчиња во тој месец. Значи од 0 до 49 парчиња продал и затоа не постои таа жолта линија. Секогаш кога постои жолтата линија, значи производот продал минимум 50 парчиња во тој месец, а ние треба да видиме кога ќе допреме која бројка пишува за да знаеме која е границата во која што Амазон кажува дека продал производ. Дали е 50, 100, 100, 200 и така натаму. Овде гледате дека не е све на месечно ниво ако зумира малце поделено. Гледате имаме доле па горе во случајов од 26 јуни до 24 јули продал цел време од 100 до 200. Но овде гледате дека се има зголемено многу краток период на 4 дена
што не е monthly sold, нели, тоа е само одреден мал период, а кажува дека продал од 200 до 300 и потоа од 31 јули повторно продава од 100 до 200. Начинот на кој што Амазон ги дава информации се на просек. Значи, ако производот продава од 200 до 300 парчиња месечно, тоа значи дека протечно би продавал од 6 до 7 за да биде 200 минимумот до 10 парчиња дневно. Поради тоа, кога во одреден ден производот ќе продае од 7 до 10 парчиња, ќе покажува жолтата линија дека во тој период продавал од 200 до 300, односно кажува сепак monthly sold. Ако таа динамика на продажба ја задржал за цел месец, тоа ќе се било и понатаму од 200 до 300, а нема да паднало тука од 100 до 200. Моментот кога паѓа и се задржува на оваа вредност од 100 до 200, значи дека производот продал помеѓу 4, отприлика протечно 4 и 6 до 7 парчиња на дневно ниво. Поради тоа некогаш ќе гледате има вакви нагли покачувања и намалување на жолтата линија. Не е статична вредност каде што цел време ќе стои вака 50 или 100. Некои од производите имаат права рамна линија жолта, каде што може кој да е вредност да се стои, но некои ќе имаат и вакви скаларни зголемувања и намалувања, тоа е затоа што го зема на ниво на просечна продажба и според тоа пресметува со таа динамика како продава производот ќе продал толку и толку на месечно ниво. Нас интересира ако воопшто постои жолтата линија, на кое ниво најмногу се задржува, затоа што ние не може да направиме математика дека производот продава 500 до 600 парчиња месечно, ако тоа се случувало само овие 10 дена. А реално долната граница е негде овде, од 200 до 300. Таа е некоја што повеќе се одржувала, дури падала и на 100 до 200. Тоа го правиме најчесто, мојата анализа која ја правам, се фокусирам на период пред 3 месеци, значи да видам што се случило во претходниот период, и се фокусирам на периодот што следува, односно сега во април, ако имам информации за претходната година во април како се однесувал пазарот. Со тоа можеме да проценам дали е сезонски производ, дали има некоја фреквенција на покачување на конкуренција или не во одреден период, каква е флуктуацијата на продажна цена во одреден период, дали тоа можам да го предвидам или да го очекувам. Значи тие две се мои главни анализи кои што ги правам претходните 90 дена и следните 90 дена, но од претходната година да видам дали има некоја динамика на повторување на конкуренција или промена на продажна цена, а во исто време и поборувачко, односно продажба на производите. Доколку не постои жолта линија, тоа значи дека производот продал од 0 до 49 парчиња во тој месец, или ако има некое прекинување овде, кој што во случајов нема, но ако има прекинување на жолта линија, значи во тој период продал под просекот што е потребен за да оствари 50 парчиња месечна продажба. Значи продал максимум едно парче дневно во тие периоди и затоа не го достигнал лимитот на 50 парчиња месечно за да постои жолта линија. Така да ако има само празно, ако биде вака, ако нема жолта линија, значи тој производ продава помеѓу 0 и 49 парчиња во случајот ако нема нигде жолта линија целиот период. Има некои да речем исклучоци кога производот продава, но monthly sold не е како информација истакнато, но тоа е многу ретко, може би еден после се случува. Најчесто веќе Амазон ги има за сите производи дадена информација оваа жолта линија да постои ако воопшто има над 50 парчиња. Ете и доле ни кажува како објаснување monthly sold historical data for the bottom past month metric as shown on search engine results page on Amazon. It is not an estimate. Amazon only provides the data in bracket ranges such as PSA plus or 100 plus rather than as exact figures. Значи не ни кажува точно, ни кажува интервали, 50 до 100, 100 до 200 и така натаму. Онаа информација што имаме на крај за овој период. Пример тука пише monthly sold 200, ако одиме горе и самиот Амазон ни кажува дека имало 200 плюс bot in past month. Разликата помеѓу оваа информација и таа доле што ја гледаме на жолтата линија е што овде ни кажува секојаш само за последниот месец, а ние во кипа може да видиме историски како се движела таа жолта линија. Кога ќе збориме за варијации, кога ќе го завршиме оваа екстензија, за варијациите само да напоменам што е битно, ова заеднички овој sales rank или BSR е заеднички за варијациите кои што се наоѓаат во еден parent listing. Односно, ако имаме оддел на патеки, кои што се со различна боја, различна димензија, но се во иста варијација тука,
тие сите ќе го делат ова заедничко БСР. Во најголем дел од случаевите, би рекол 99%, го делат ова заедничко БСР. Зашто ни помага плюс жолтата линија? Ако постои жолта линија на варијацијата, таа е исклучиво за таа варијација која што во моментот е анализирана. Значи не е на ниво на цел ASIN, односно parent listing. Значи БСР-то е заедничко, но имаме информација преку жолтата линија колку продава таа варијација што е анализирана. Ако нема жолта линија за одредена варијација, тоа значи дека таа варијација продава до 49 парчиња месечно и ќе треба да употребиме нешто друго за да анализираме колку реално продава таа варијација. Но кога ќе дојдеме до варијација ќе го разговараме малку подетално тоа. Тоа е за вториот график. Третиот имаме три главни информации, значи рейтинг, review count и new offer count. Рейтинг ќе видите ни пишува 4,8, 4,9, се намало и се зголемува. Не е толку важно за нас колку е точно, дали е 4,5 или 4,8, она што е за нас важно е тоа дали се задоволни купувачите кои што го купуваат овој производ. Значи, што поголем број имаме на незадоволни купувачи од овој производ, тоа повеќе ќе ни се зголемува нашиот return rate, односно повеќе луѓе ќе го враќаат производот затоа што се незадоволни од него. Тоа не е наша кривица, повторно, ние не сме собственици или фабриката која што го изработува овој производ, но нормално, секој што е незадоволен може да вради производот, без разлика дали тоа е наша или не е наша кривица. Враќањето на производ не е дополнителен трошок на нас, односно при транспортот за производ го покриваме ние за враќање на производ и ни го намалува нашиот рој. Затоа таргетирам производи кои што имаат барем 3,5 рейтинг. 4,6 се одлично, но и све што е под 3,5 би разгледал дали и колкав е return rate на производ. Return rate како процент точно да знаеме колку луѓе го вратиле производот не може да знаеме, но ако спаѓа во некоја горна граница, каде што можеби просекот за оваа категорија е 5%, а овој производ го враќале 20%, тука ќе стои едно копче frequently returned item, односно најголем дел од продавачите го враќаат овој производ или има абнормално висок return rate во однос на просекот во оваа категорија. Затоа ни е важно ова рейтинг. Рейтингот го формуваат купувачите, каде што при купување на производот поставаат одредени звезди, како што пише овде тука од левава страна, колку се задоволни тие од тој производ. Значи, дали 1, 2, 3, 4 или 5 звезди, и ова е просекот од сите тие што го купиле производот и оставиле одреден рейтинг. Ова што гледате тука, гледате 4,4 до 5, значи затоа што е во оваа граница се движи производот и никогаш не паднал сега моментално 4,6, значи многу луѓе се задоволни од овој производ. Овие работи од страна што ги гледате се поврзани со графиконот кој што го анализирам. Овде пишува 200, 400, 600, поврзано е со monthly sold затоа што monthly sold ми е селектирано. 600 е горна граница затоа што во оваа година никогаш жолтата линија не отишла над 600. Ако било 1000, овде ќе пишеше горна граница 1000. Исто и за sales rank, значи овде горната граница е 175.000 и затоа од десна страна имаме 200.000 како максимум. Ако селектирам buy box, гледа од страна ми се појавија овие вредности плюс од 25 до 100. Тоа е за да знаеме каде точно се движела границата на било која информација што не е потребна, но што и да допреме ние, дали розевата линија или зелената или жолтата, ќе ни излезе поле со информации за во тој момент што означува тоа. Така да и овие работи да ги немаме, ние само при допирање на маусот на било која тоа информација ќе ни излезат повеќе полиња поврзани дали со sales rank, дали со buy box, дали со monthly sold, дали со рейтинг. Се зависи од моментот во кој што анализирам. Тука гледате дека имаме дати различни, значи јас можам да менувам дали сакам да анализирам нешто на дневна основа, гледате тука се саати сега моментално, можам на неделно ниво, ќе ми се смени во денови, можам на месечно ниво, во повеќе денови, 3 месеци, година или од кога кипа почнала да го прати производот. Значи, во најголем дел од случаевите, кога некој производ ќе биде креиран на Амазон, кипа веднаш почнува да има информации за него како овој производ и да го прати. Што значи дека ако кипа има информации за овој производ пред 452 дена, тогаш било првиот пат кога производот бил овој ASIN бил креиран на Амазон.
можеби овој производ се продавал порано и по друг асин, но за тоа пак има друга информација. Не е дозволено да се креираат дупликати. Значи ние повторно креираме листинг и ние ако не сме знаеле дека има дупликат за овој производ, нема да бидеме одговорни, но не треба да креираме од нула ист производ ако веќе постои на Амазон. Ако прикачиме листинг, дури да постои друг производ на Амазон, нас треба да ни е битно само дека овој регулатива, односно има дека е точен бренд што продавам и така натаму, ќе разбориме за тоа понатаму. Значи како ни се менува датата, ни се менуваат информациите. Каде да допрам со маусот на информација, доле гледате пишува Tuesday, септември 24, 17:57. Значи информацијата ни е за точно овој датум, точно оваа минута и се ова во трите табели е за тој датум, за тој точен саат. Затоа и можеме да правиме комбинација на анализите, да видиме реакции на продажна цена, дали дали влијаела на побројувачката, дали конкуренцијата, сега ќе збориме за неа, влијаела на продажна цена и така натаму. Значи каде да допрам, тоа е вака паралелно, вертикално, исто е пред кој што го анализирам. Потоа имаме review count. Значи во случајот пример тука 123, повторно ова се ревјуа напишани од страна на купувачите. Значи овде рейтинг може да биде и само да оставиш звезда колку си задоволен, ревјуа најчесто е колку се пишани од страна на купувачите. Поголем број на ревјуа ни дава до знак дека производот повеќе продава. Значи што некој производ добил ревју, тоа значи дека барем едно парче продал. За да остави некој ревју мора да е верификуван дека купил за да го остави своето ревју. Со тоа што ревјуите како ревјуа се индикатор за продажба и нивната вредност варира од категоријата и од типот на производ што се продава. Значи некои производи се повеќе подложни на добивање на ревјуа, некои производи не се толку подложни на добивање на ревјуа. Затоа има некој просек каде што се верува дека производ за да добие ревју треба да има пример околу 500 продадени единици за да добие едно ревју. Тоа е нормално променливо и зависи повторно од типот на производ. Можеби за скинкер, козметика луѓето повеќе би оставиле ревју затоа што има реакција на нивото лице, пробале повеќе производи, сака да споделат размислување со други. Пример, овој производ е шампон за мачење и кучиња. И можеби не е подложен на оставање на толку ревјуа. Затоа не секогаш ревјуто нас не индикатор да се фокусираме само на ревју каунт, за да видиме дали производот продава. Добро е да има, но ако некој производ е нов и постои само 2 месеци, 3 месеци, продажбата што има остварено можеби нема доволен период за да се напишат некои ревјуа, и ако нема ревјуа ние ќе мислиме дека не продаваат, а тоа не е така. Затоа повеќе се фокусираме на жолта линија и на БСР, отколку исклучиво само на ревјуа. Ревјуата се добар момент за користење ако ќе работиме во Keepa вебсайт, има една стратегија што ќе потребуваме како да таргетираме производи кои што имаат ревјуа, а немаат БСР. Значи, некои од производите на Амазон немаат БСР, што не значи дека не продаваат, баш напротив, тоа е за нас плюс бенефит, затоа што е потешко се наоѓаат. Ви реков уште на првиот час кога зборевме, што полесно го најдеш производот, потешко ќе го продаеш и обратно. Ако повеќе луѓе го најдат, нормално продажната цена ќе падне и нашите производи подолго време ќе им треба да се продаат, со тоа и нашиот рој ќе биде понизок. Затоа што потешко го најдеме, полесно би ни било со помала конкуренција да го продаваме. И тоа е една стратегија што ќе потребуваме како да таргетираме производи кои што немаат БСР, а ние знаеме дека продаваат со подлабоки анализи. Следно е New Offer Count. Тоа е оваа виолетова плава линија и исто ни кажува како и БСР и Buybox. Значи историски може да гледаме индикатор за конкуренцијата. Значи конкуренцијата, односно други продавачи кои што го продаваат истиот овој производ. Не продаваат ист бренд или продаваат ист бренд, но го продаваат истиот овој производ. Не различна димензија, значи продаваат 16 унци, не продаваат 8 унци, дури да е ист бренд, ист производ, исто све, мора иста димензија исто да биде буквално со она што е на сликата и што ние го продаваме. Што значи дека сите овие продавачи што биле тука го продавале истиот овој производ. И овде гледаме како се движела историската конкуренција. Овде немаме точно индикатор
колку од овие луѓе биле FBA или FBM продавачи. Овде имаме само вкупен број на продавачи кои што продавале во new condition. Таа е состојбата која што продаваме и ние. Доколку производот може да се продава во used condition, тука ќе стои плюс едно копче used offer count и повторно како горе, ако постои warehouse deals, used buy box, тоа не е за нас битно, за нас се битни само овие информации што тука ги гледаме. Све друго што ви виделе е поврзано со друга состојба во која што се продава производот и за нас тоа не е конкуренција. Пример, grocery или некои витамини не е возможно да се продаваат во used condition. Ама пример патики или нешто такво може да се продава во used condition. Не треба да знаеме дали може или не може, пред се повторно ние си продаваме во new condition, но при креирање на листингот Амазон ќе не праша дали сакаш да го креираш листингот во new condition или used condition, ако воопшто има простор да се продава во used condition. Ако нема дозвола никој да го продава во used condition, тогаш автоматски мораме да го одбереме само new condition. И да има и да нема опција, ние се фокусираме секогаш само на new condition. И сега тука гледаме new offer count во тоа поле, не пишува дека е 2. Сега малце ќе зумирам тука. Значи се покачило на 3, паднало пак на 2, се покачило на 3 и повторно горе доле, тука имаме нагло покачување на конкуренција. Овде почнало тоа на 8 септември и се покачило до 59 луѓе. Значи 50 луѓе влегле во рокот еден месец, односно прикачиле свој листинзи. Намалувањето на ова намалување значи дека продавач кој што го продал овој производ веќе има неактивен листинг. Односно тој неактивен листинг значи дека својата залиха веќе ја продал. Значи прво рековме индикатор за продажба ни се и БСР и жолта линија, но еден плюс индикатор ни е намалувањето на конкуренцијата, затоа што за некој да стане неактивен листинг мора да ја потрошил својата залиха или да го продал производот. Не можеме да се фокусираме само на намалувањето на конкуренцијата за да видиме колку и дали продава производот од неколку причини. Значи прво, ние не знаеме која залиха имале тие продавачи кои што ги продале своите производи. Можеби имале по едно парче и затоа толку нагло се потрошила таа залиха и со тоа се намалила конкуренцијата тука од 11 паднала на 6 во рокот, овде гледате горе, од 26 август до 31 август. Значи од 11 конкуренцијата паднала на овде во случајов 6. Значи 5 луѓе за 5 дена ја потрошиле својата залиха. И тоа е првичното разместување. Но ако ние не користиме monthly sold или BSR или ќе одиме за кратко во дата што плюс би анализирале, ние не знаеме која точно количина тие ја продале. Прво, а второ, ова малце ќе биде чудно, дали воопшто нешто продале. Зашто кажам дали воопшто нешто продале? Значи прво реков логично, штом се намалува количината, тие ја продале својата количина и затоа се станале неактивна понуда и се намалила конкуренцијата. Но ви реков дека ова new offer count е заеднички индикатор и за FBA и за FBM продавачи. Доколку продаваме FBA, тогаш 99% ние бија продале количината и затоа нашата залиха била потрошена и конкуренцијата ќе се намали. Зашто? Пример, јас купувам 20 единици од овој производ, поставувам моја продажна цена, го продавам производ, кога ќе имам 0 на залиха, Амазон мојот листинг го прави неактивен и тука автоматски јас немам активен листинг и се намалува конкуренцијата. Зашто викам 99% е продажба? Затоа што одреден дел од продавачите можат да решат ако не продаваат подолго време производ, односно бајбок цената е да речеме 34,5 во случај, така. И некој продавач купил производ за кој што ако продава на 35,5 би било во загуба, може би направи лоша анализа, што и да е неговата лична логика, може би не е профитабилен и не сака да продава на таа цена и сака да продава на некоја друга платформа да проба за поскапо да го продаде производ, а овде во Амазон може би некој време му бил производ на залиха и почнал да плаќа повеќе storage fee, значи за магазин, и не му се сплати веќе да го продава тука производ. Може да креира removal order се вика тоа,
каде што си ги повлекуваш производите од магазините на Амазон кон твојот преп-центар и од таму се правиш продажба. Тоа е многу ретко, затоа што плюс имаш трошок за транспорт на производот од Амазон повторно до преп-центарот, а веќе си платил трошок и за магазин, што ти го чувал производот Амазон во неговите магазини. За транспорт од преп-центар до Амазон си платил исто така трошок и најчесто ако веќе ќе дојде во оваа ситуација би пробал да продадеш на некоја цена, да си вратиш инвестиција, а не да го продаш на друга платформа. Затоа е возможно, но е многу ретко да FBA ако се намали конкуренција да не биде тоа продажба, односно да биде removal order. Ако направиме removal order на цела количина, повторно нема да имаме залиха на Амазон и нашиот листинг ќе стане неактивен и тука ќе се намали конкуренцијата затоа што сме со неактивен листинг. Тоа е еден во милион, да речам, ситуации, но има поврзано со FBM моделот кој што се многу по-чести во однос на ова што сега ви го кажав. Ако работиме ние FBM модел во однос на FBA, рековме ние сме одговорни за складирање на производите во наши магазини, за транспорт на производ до крајниот купувач, како и за customer service. Што значи тоа? При праќање на производите во Амазон, како FBA, Амазон ги брои производите, односно секоја единица од секој аси на Амазон го брои и точно утврдува колку количини имаме од секој поединечен аси, затоа што нелека него во магазини ги носим. Но во моделот FBM, затоа што не испраќаме према Амазон, ние можеме да ставиме количина секаква. Може да ставиме и 100 парчиња, и 200, и 500, и 1000, како и сакаме, можеме да ставиме количина. Амазон нема увид реално неколку количина имаме. И тоа е во ред. Проблемот со FBM продавачи е во тоа што тие најчесто продаваат и на други платформи. Значи, Амазон рековме најголема маркетплейс платформа, не само во Америка и во светот, но постојат и други маркетплейс платформи на кои што може да продаваме производи. eBay е една од нив. Walmart, верувам се слушнале за овие две, Walmart е исто моментално маркетплейс платформа, значи до пред 3 години Walmart беше исклучиво директно продавач на производите, пред 3 години го следа чегарот на Амазон и тие направија маркетплейс платформа каде што можеме и ние да се приклучиме и да продаваме како продавачи. Истото е за eBay и за ред други маркетплейс платформи. Помали се Меркури, Poshmark, тие се некои помали маркетплейс платформи. Ние кога ги чуваме производите и ги продаваме на Амазон со FBM моделот, имајќи во прве дека ни се ги чуваме во наши магазини, ние може да правиме паралелно продажба на сите маркетплейс платформи. Значи може да продаваме и на Амазон, но можеме и Walmart, eBay и така натаму. Кога FBM понуда ќе стане неактивна, ние не знаеме со сигурност дали продажбата е направена на Амазон или на некоја друга платформа. Затоа што тој продавач што продава со моделот FBM, без разлика на количината која што ја има, може би имал 5 парчиња и кога ќе снема количината која што ја продава на Амазон ќе му индиректно каже дека нема количина веќе, односно својот листинг ќе го направи неактивен. Значи кај нас FBA листингот станува неактивен кога ќе продаваме количина, Амазон автоматски ни го прави неактивен. Затоа што за FBM нема увид која количина има, секој FBM продавач кога ќе нема веќе количина на залиха, сам си го менува својот листинг од активен во неактивен и кога ќе го ставиш листингот да ти биде неактивен, конкуренцијата тука ќе покаже како да е намалена. А они го прават тоа кога ќе немаат веќе количина на залиха. Сега, ако продавач одреден, пример овој го гледам тука дека е FBM, гледате во полето пишува buy box, тоа го зборевме, камионче ако има со shipping included, 34 е продажна цена на овој продавач во тој момент и пишува тука FBM со плаво. Значи овој продавач во тој момент продавал FBM. Неговото име е Fine Pet Health Group, тоа е неговиот storefront name, 97% е задоволни купувачи од неговите производи, рековме, и 1331 пише на ревјуи. Тоа е информација за него. Тој продавач, ако во тој случај имал 5 единици од овој производ и ги продавал и на Walmart и на eBay, он може би паралелно, дека ги продава паралелно, производите реално ги продал на некој од другите платформи и снемал залиха. И поради тоа на Амазон, затоа што веќе нема залиха, се го направил листингот неактивен и конкуренцијата му се намалила од 11 на 10. Нас
нема со сигурност никој да знаеме дали овде напад подржбата тука или на друга платформа. И затоа ако има поголем број на FBM продавачи, ние не знаеме дали и колку била реална таа продажба за да е индикатор за месечна продажба. Затоа, пошто немаме тука поделба на FB и FBM, намалувањето нагло значи продажба, како прв индикатор, треба да ги имаме плюс овие работи што ги зборев само пред и плюс да гледаме жолтата линија како се однесува и БСР-то дали во тој случај во тој датум кога секунда само во тој датум кога се случува намалувањето на конкуренцијата се намалува и БСР, односно оди поблиску до 1, што рековме индикатор за поголема продажба. Ако го зумираме овој период кога почнале нагло да се намалуваат продавачи, гледате дека како се зголемува жолтата линија овде од 200 до 300, овде мантите се опишува 300, значи продал од 300 до 400, не во тој месец, во тој период, што значи дека продал минимум 10 парчиња дневно, просечно, во овој период тука, до 400, значи продавал до 13 парчиња, од 10 до 13 парчиња просечно во овој период. Овде веќе продал од 400 до 500, значи од 14 парчиња дневно до речиси 17 и така натаму, така натаму. Значи имаме реално намалувањето на конкуренцијата и реално затоа што имаме зголемена жолта линија. И БСР-то од тука 18-20 почнува поделе до 13.000. Кога ги споеме овие информации, со сигурност може да кажеме дека да, намалувањето на конкуренцијата е предизвикано од продажба, а не од FBM продавачи кои што продавале на други платформи или од евентуални FBA кои што ја повлекле своја количина во председорот и сакале на друго место продаваат. Значи тоа не е индикатор за конкуренцијата во New Condition. Ова е реалната наша конкуренција. Со оваа конкуренција треба ние да се бориме и треба да научиме како да избегнуваме ако има голема конкуренција. Треба да научиме дали на зголемувањето на конкуренцијата влијае на намалување на продажна цена и колку влијае на намалување на продажна цена. Ако влијае на намалување на продажна цена, дали намалувањето на продажна цена влијае на зголемување на побарувачката, односно на намалување на БСР. Тука нешто што сакам да запамтите. Во најголем дел од времето, кога ќе видиме зголемување, вакво посебно драстично зголемување од 8 продавачи, 6 биле пример тука, до горе до 58. Во најголем дел од времето продажната цена ќе се намалува. И тоа е едноставно пазарна економија. Поголема конкуренција придонесува за помала продажна цена и потоа помала продажна цена придонесува за зголемена побарувачка. Но што е тука важно? Зголемената побарувачка е и само е ако производот реално веќе има побарувачка. Зашто ви го кажам ова? Во случајов sales rank горе бил околу 27.000, 33.000, паднало 18.000, се движело околу 20 до 30.000. Овде ако зумирам која е зголемена побарувачката, веќе се наближува и до 12 и 13.000. Значи има реакција на се уште намалена БСР и продажбата оди тука од 100 се качува дури до 400 месечно со динамиката на дневна продажба. Но производот ако е во рамки на овде горе 300.000 БСР. Сега овој му требало време да се развие, ако ќе бил нов производ, додека го дознале купувачи така натаму. Но има некои производи кои што ги гледате дека цело време го имаат овој график. Значи се наоѓаат на 100, 200, 300.000 БСР. Тие производи кои што се наоѓаат на 100, 200 или 300.000 БСР, не секогаш намалената продажна цена ќе придонесе за зголемена побарувачка. Зашто? Затоа што ако нешто се троши и се бара, намалената цена само уште дополнително ќе придонесе за поголема продажба. Ама ако нешто воопшто не е интересно за купувачите или не се купува, тогаш на некој човек за $1 да му го даеш, ако не го интересира и нема потреба од тоа, нема да го купи. Затоа кога правиме анализа на производи, кога купуваме производи, многу е важно да се знае дали БСР-то е во наши рамки, најчесто таргетираме, ќе видиме тука за кратко, во кој топ проценти таргетираме. Но ако е големо БСР и надвор од нашите проценти, тогаш не секогаш намалената продажна цена ќе влијае на побарувачката. Тоа за нас значи ако ние во тој момент, пример јас да сум
бил дел од овие 57 продавачи тука, дали во овој момент продажната цена што била тогаш активна мене ми е профитабилна и дали јас ќе реагирам да продавам на таа продажна цена или ќе видам дека поборувачката се зголемува поради намалената продажна цена и би ги почекал овие продавачи да исушат својата залиха за да продам на некоја поголема количина, поголема продажна цена. И овде ако зумираме, значи овде еве уште малце ќе зумирам, гледате како се ротирал бајбоксот помеѓу FBM и FBA продавачи. Значи ви реков, ние FBA продавачи имаме предност пред FBM продавачи, некогаш дури и над 10% сме поскапи, Амазон ќе ни го даде нашиот бајбоксот на нас, затоа што има плюс прилив од нас, односно FBA фи ни наплаќа нас, на FBM ние наплаќаме така само реферал фи. И во случајов овде цената е $35.98 на овој FBM продавач што продавал, а FBA продавачот продава на $40. Значи се ротира помеѓу нив, гледате горе доле има точки одскокнување и намалување, се ротира помеѓу тие продавачи. Таа била цената до 14 септември. Така. Овде периодот веќе е 14 септември. И цената рекоме била 37-40 се движела таму. Во тие граници. Ако го зумирам период кога е покачена конкуренцијата, гледате оваа реакција на покачена цена и како цената паѓа на 34, веќе и на 33 и ова веќе на 31. Значи речи се $10 пониско од тоа што продавале FBA пред да дое оваа конкуренција. И се задржала тука на 31, тука одреден период паднала дури и на 23, а FBA продавале повторно 30 и малте се покачила при намалување на конкуренцијата на 9 луѓе. Ова ќе го видите на многу голем дел од производите. Кога има вакво нагло покачување на конкуренција, посебно кога е прво, очекувајте намалување на продажната цена. Не може да знаеме ние до каде ќе оди таа граница. Зашто не може да знаеме? Голем дел од овие продавачи користат така наречени репрайсери. Репрайсер значи тоа се платени софтвери кои што јас не ги користам. Тоа е за некој што нема да речам време да ги менува продажните цени брзо и ги оптимизира продажба. Значи тоа е предноста затоа што ние додека спиеме, ако му ставиме граници на тој репрайсер во кој што треба да го продава нашиот производ, може да му кажеме сакам да го продавам производот од $35 до $38 и варира таа цена и да му поставиме алгоритам стратегии каде што може да кажеме сакаме агресивна стратегија или балансирана стратегија или претпазлива стратегија и онда проба во тие рамки со тие стратегии да го добие бајбоксот. Затоа што во одредени сати кога ние спиеме, нашата цена може да е 37, а бајбоксот да може да се добие на 36-80 и ние да ја пропуштиме таа шанса. Затоа користат репрайсери, но тие се непотребни според мене, посебно кога немаш ти јадници различни асини кои што не можеш да ги контролираш. Затоа што клуча понатаму не секогаш треба да го имаме бајбоксот за да направиме продажба и она што Давор го праша претходниот пат како ротира тој локален бајбокс и која е оваа информација за која адреса, ве реков тоа ги зема како просек и не се знае точно за која адреса пошто нема адреса, ова е на просечно на цела Америка. Но ќе збориме за тоа малце подлабоко. Зашто при користење на репрайсери, тоа е една предност, но која е друга да речам мана. Голем дел од новите продавачи, значи продавачи кои што тек се регистрирале на Амазон и почнаа да продаваат, најчесто ги фаќа паника кога има конкуренција ваква, затоа што се свести дека голема конкуренција значи голема залиха, голема понуда и дека ќе им треба многу време да ги продадат своите парчиња. Затоа ставаат одредени граници на цени и ставаат агресивни стратегии. Една многу позната стратегија помеѓу нив се вика penny under. Значи, секогаш тој што е пред тебе со бајбоксот, ти 1 цент автоматски репрайсерот под тебе ја спушта таа цена. И од овие 55 луѓе, доволни се само 20 продавачи кои што имаат таа стратегија и ако нивната долна граница е да речам $28, на која што се на break-even цена, односно цена во која што немаат профитабна враќаат инвестиција, тие продавачи секогаш меѓу нив на секои 10 минути ќе спуштаат по 1 цент.
И тоа ќе го чекаме ние 2 недели, 3 недели додека он или некој друг спушти нагло цената, а не по 1 цент за да го добие бебоксот со неговата конкуренција. Тоа е многу лоша стратегија затоа што го уништува цел производ, цената ја дестабилизира, но едноставно таков е пазарот, нема што да реагираме ние. Наше е да видиме дали вреди да чекаме, да го чекаме производот или да продадеме ние на пониска цена, дали на break-even или на мала заработувачка, да се ја вратиме инвестицијата и да купиме нов производ со друг асин, со тие пари, каде што би избегнале ваква конкуренција. Ова што се случува тука е многу ретко. Значи, ова најчесто се случува од лид листи, каде што пристап до истите производи имаат поголем број на купувачи и во исто време ги купуваат производите и затоа има таква нагло покачувана конкуренција. Но ова е, можеби, во моје искуство ми се случува 5% во 5% од производите ми се случува ваква ситуација. Јас како реагирам кога ми се случува? Значи, прво тестирам, оставам 2 недели. Ако памтите ви реков, кога купуваме производ од продавница, го носиме во пред-центарот го испраќа према Амазон. Ни треба прилика 2 до 3 недели да добиеме добра дата на испорака. Добра дата на испорака е нешто што ќе го испорачаме денес, сутра, заутре. Не е за 3 недели. Значи, датата на испорака пишува овде. Сега, јас кога ќе добивам таа дата на испорака, тогаш правам анализа што би правил со производот. Дали ќе ја мечирам оваа цена тука, или ќе почекам конкуренцијата да се намали, за да се знам нормално помала конкуренција, цената ќе се стабилизира. Јас за анализа ќе взимам производите, односно продажна цена на производот која што била пред да се покажи конкуренцијата во нормални услови. Ова е абнормално за овој производ, за да имаш 58 луѓе кои што го продаваат истоот и затоа цената намалена на 31. Некоја стратегија која што ги употребувал е јас сум иницирал намалување на продажна цена, знаејќи дека сум приметил во случајов нема тука нагло, она што ви кажав penny under или по 1 цент намалување на продажна цена, но во некои ситуации сум го гледал тоа дека постои, дека треба да чекам 3 недели, а резултатот ќе биде ист. Значи тие двајца продавачи кои што ставиле таа стратегија penny under, они ќе намалуваат цело време додека некој не ја достигне својата долна граница. Односно, ако продажна цена на продавачот било 28, а на другиот било 29, кога ќе дојде на 29, тој што му е граница 29 ќе престане, другиот кој оди на 28-99, тоа ќе застанат. Јас, за да не го чекам тој период од 2-3 недели каде што они само ќе се бркаат од цената, јас прв сум ја спуштал на 28, они двајца ја спуштаат под мене и се борат меѓу нив, а јас потоа се ја враќам на 40. И уствари го убрзувам тој процес од 3 недели, затоа што производ како и да ќе се случи тоа намалување, реакцијата наша е дали ќе се случи сега или за 3 недели. За да не губам време, јас го иницирам однапред тоа намалување и ако гледам penny under, ставам пониска цена да видам дали ќе ме пратат, тоа што не знам нивната долна граница. Ако на 28 не ме пратат, ја качувам на 28,5-29, нешто што е блиску до нив. Сега некој продавале 33, нема стана $15, знаејќи дека нема шанси никој да е профитабилен на тоа. Ќе пробам на 29. Ако ме пратат, ќе пробам на 28. И само ќе го убрзам тој процес. Зашто ми помага тоа? Прво, го убрзувам процесот, да чекам 3 недели на тековно по цент намалување на цена. Второ што ми помага, веднаш имам увид намалената цена дали ми влијае на зголемена побарувачка. Јас кога би се најдел во оваа ситуација и гледам дека намалената цена веќе ми зголемува побарувачка, јас би влегол во data offers, кај што за кратко ќе одиме, и би анализирал која залика моментално, односно во тој момент кога сум бил јас присутен на производот, која залика ја имале FBA продавачи. И ми направил анализа. Океј, која е мојата продажна цена на која што јас сум профитабилен да ја таргетирам? Која е конкуренцијата која што продава до таа цена? Односно, ако јас продавам на $35, односно таргетирам да продавам на $35, сите продавачи кои што продаваат во моделот FBA и под $35, која вкупна количина имаат на залиха и колку време реално јас би чекал додека додам на продажба. Тоа како го правам? Ако гледам веќе динамика дека се одржува овде 10 до 14 парчиња дневно продава
од 300 до 400 рековме е 10 до 14 дневно. Јас ќе избројам FBA продавачи колку реално залих имаат што се поевтино од $35. За да знам од прилика кога би почнал да продавам јас тој производ, дали ми се исплати да чекам или не. Ако они имаат да речеме 1000 парчиња на залиха, тоа знам дека треба да чекам 3 месеци, тоа би рекол во ред барем на break even да бидам или на помала заработувачка, не ми се исплати да чекам. Но ако ти имаат 100 парчиња, тоа значи дека јас за 7 до 10 дена би дошол на ред со мојата цена. Единствено што би се сменило е ако некој веќе продавач што продава поскапо од мене во FBA моделот, јас пушти цената под мене. Тоа не можам да го предвидам. Но јас работам во дата каде што гледам која е таа реална цена и реални продавачи кои што продаваат пониско од мене. Ако количината што имаат ќе се потрши за краток период, тогаш можам да чекам уште недела-две за да продам на поголем рој, да оптимизирам профит. Ако не се исплати, тогаш ќе одлучам дали сакам или не сакам да чекам повеќе, зависи колку би чекал. Но тоа е све на просек колку продаваат производи, која залика имаат тие што продаваат FBA модел пониско од мене. Значи, при покачување на конкуренција, ако ние пошто не може да предвидиме, ако има намалување на БСР, зголемување на поборувачка, гледаме количина која што реално се продава на месечно ниво или на дневна основа, бројме залика и гледаме дали вреди да чекаме или не. Ако е повеќе од 2 месеци чекање, јас не би чекал. Ако е помалку од 2 месеци би чекал, ако има голема разлика во рој. Затоа што некои производи ќе ги продаваме за 2 недели, од кога ќе ни бидат во Амазон, некои за 3 месеци, ние бараме просек на ниво на акаунт, не секој производ индивидуално, и кога правиме оптимизација на секој производ, некогаш некој производ ќе треба да го чекаме плюс 5 дена, а да заработиме многу повеќе. Отколку брза реакција. Затоа и ви кажам, посебно кога ќе имате помалку број на асини на почетокот, репрайсер е нешто што на прв момент би рекол дека влијае дека е добро, но подобро сами да ги менувате продажни цени во вашиот акаунт, за да имате слика и искуство како и зашто би реагирале да не му дадете тоа во раце на робот, да ви прави промена на цени, кога некогаш можеби вашата минимална цена ќе биде 35, а бајбоксот горна граница на станот е $34.95. И софтверот нема дозвола да дојде до $34.95, а јас рачно сум ги мечирал тие продажни цени до цент и сум го добил бајбоксот. Значи тоа е плюс зашто треба мониторинг да правиме на производите барем 2 пати неделно, да видиме каде се наоѓаме, за да броиме сева што го збореме залихи. И ова е повторно 5% од производите ќе би се случува конкуренција. Значи ако има нешто, другите производи ќе имаат нормална конкуренција со постабилни цени и не вакви флуктуации, да речам. Секоја ситуација, секоја се си приката за себе. Прашањето наше е секогаш гледаш ако негде има покачување, намалување или било какво излегување од нормала на некој производ, одма горе бараш реакција. Значи дали има покачување на единици производ на месечно ниво, дали има намалување на продажна цена, дали има намалување на БСР. Најчесто ќе ги гледате поврзаноста е покачување на конкуренција придонесува за намалување на продажна цена, што придонесува за зголемување на побарувачка, односно за намалување на БСР. Рековме, жолта линија и зелена линија се индикатор за едното исто. Овде во апсолутна вредност ни кажа колку парчиња на месечно ниво се продадени, зелената линија ми е БСР поблиску до 1. Затоа кажам намалување на БСР, затоа што ни се намалува поблиску до 1. Кога кажам намалување на БСР, значи дека алудирам на зголемување на побарувачка или на продажба. Значи, и обратно, намалување на конкуренција ќе придонесе за зголемување на продажна цена, со тоа изголемување на БСР или намалување на продажбата. Или, ако го гледаме ова тука, кога поминала ова голема конкуренција, гледа овде доле сме дошле до 3 продавачи. Гледа цената од овде, од 32, што била на 23 ноември, до 8 декември се покачала на 49. Тоа е $17. Ако земеме во предвид дека ние за да продаваме производ да сме профитабилни и да покриеме реферал фи, FBA фи и све поврзано со трошоците за Амазон, треба минимум 2 пати поевтино да купиме производ. Ако јас сакам да го продавам 32, треба да таргетирам околу 16 да ми е трошокот со преп.
Значи, cost of goods sold, не е еве ние го купивме за 16,5 со преп. Значи, ако 33,5 е продажбата или е 32, јас имам тука 32% рој, што за мене е окей. Така. Сега тоа е речи се два коефициент. Тој два коефициент зависи од колку е трошокот за FBA во однос на димензиите на производот. Рековме тоа е различно за секој производ. Она што е важно за нас е ако јас купувам 16,5 производ и сум таргетирал да го продам на 32 и имам 32% рој, ако мојата цена била 33,4 со цел да успеам да заработам нешто повеќе од тоа што сум го таргетирал, затоа што јас секогаш кога креирам листинг за производ, ако моја таргетирана цена е 32, ја минимум уште неколку долари поскапо го ставам производот. Тоа е моја стратегија од причина што на 32 вака и така планирам да го продам, но чекам 3 недели да добам дата на испорака. Ако ја гледам дека има сменена ситуација и вакво намалување на конкуренција, јас ќе очекувам зголемена продажна цена. Но ако сум ја ставил одма 32, ќе сум продал на нешто пониско, сум можел на повисоко. И плюс, зашто викам мониторинг барам 2 пати неделно на производите. Посебно вакви производи каде што знаеш дека има покачена конкуренција и можност за вакви флуктуации на продажни цени. Замислете дека не сте провериле ваша продажна цена и вие се наоѓате тука. Ево, 32-35 долари. И не проверувате дека има 10 луѓе, не проверувате дека имаат помала залиха, дека во тој период производот продава помеѓу 17 и 20 парчиња дневно, и сте можеле да преспитате дека за 3 дена производот ќе биде конкуренцијата ќе биде многу мала и ќе може да продаваме поскапо. Ако сме го пресметале тоа, оваа цена од овде, гледате исто пак горе и доле истата вертикала. Значи, ова намалување на конкуренција тука од 7 до овде до 3, гледате како во исто време како паѓа овој продавач, горе се зголема продажна цена. Од 36 на 46. Сега, ако сме го имале во предвид тоа и сме гледале во тој момент колку продавачи има поевтино од нас што продаваат, кои се другите овие што продаваат поскапо, сме можеле да покачиме цена и да не продаваме на 32, иако сме профитабилни на 32, ние секогаш бараме оптимизација на рој до граница која што може да очекуваме да е реална. Посебно на производи каде што имаме реална побарувачка како тука. Ако овој продава 2-3 парчиња месечно, не може да ги направиш тие анализи за колку време би се потрошила залихата, пошто е многу мала количина. Ама на вакви производи можеш да одлучиш дека во ред има конкуренција, за една недела ќе снема, јас ќе покачам цена како овие горе што продаваат и ќе видам дали за една недела сум погодил дека цената ќе дојде на таа граница. Затоа што е веќе 4-3 конкуренцијата е на тројца или четворица. Овде гледаме дека дури на 50 продаваат. 45, 50 и тоа траело веќе добри 2 недели. Во тие 2 недели, повторно зависи од количината која што да сме имале ние, но знаеме дека 32 веќе е долна граница, таа сум профитабилен. Од 32% рој со еден потек, ако таргетирам на 48, сум можел рој да зголемам на 114%. Значи само од мониторинг на цената и ситуацијата во која што се наоѓа производот. И одеднаш производот станува феноменален. Значи од просечен производ што има 30% рој, доаѓа на некоја огромна заработувачка. И ова е многу важно затоа што некои производи ќе имаат стандардна, нонстоп иста права линија на заработување од 30% рој. Но вакви производи, иако има флуктуација на конкуренција и продажна цена, имаат исто така можности за огромни заработувачки. Се зависи од нас дали ќе го почекаме тоа момент на намалување на конкуренцијата и ако го почекаме, да знаеме колку реално ни чекаме. Ако чекаме ние 6 месеци, прво не знаеме дали ќе се оствари воопшто таа цена некогаш. Второ, не знаеме дали ќе дојде нова конкуренција во меѓувреме. Значи и да дое, ќе имаме 2-3 недели време додека не се стабилизира цената и се врати на истата граница. Ама потребен мониторинг, потребно да се види дали се покачува конкуренцијата, како реагира цената, за да оптимизираме рој цело време. Ова доле ни кажува камиончето за FBM пример. За FBM кога ќе кликнам,
shipping included или не included, кој има камионча, значи shipping included. Тоа е во пример FBM, камионча рекоме кој има е shipping included. Тоа не го значи тоа. Сега тука има sales rank поврзан со главна категорија, подкатегорија. Bottom pestman повторно е жолтата линија и истата информација имаме и тука. Ако не пишува ништо, значи најверојатно производот продал под 40, под 50 парчиња на месечно ниво, преходниот месец, не на месечно ниво. Може претходно продал 50, но овој месец продал под 50. Што таргетираме тука? Ние не мора да знаеме точно колку производи на памет има во секоја категорија. Значи јас би рекол дека треба да таргетираме производи кои што се наоѓаат во горна граница, односно во долна граница би рекол на БСР, кои што имаат одредена побарувачка. Но не треба и дека што е поголема категоријата, тоа е потешко да дојдеш до пониско вредност на БСР, да се избориш со поголема конкуренција. Не треба да знаеме точно која категорија колку производи има, затоа што кога ќе ја добраме категоријата, овде, ајде. Ето. Кога ќе добраме категорија да ни кажа точно колку производ има, само може треба рефреш да се исто. Почекајте секунда само. Додека чекаме секунда, само да прашам. Ние можеме во секој момент да си ја промениме цената и тоа се случува инстантно на нашите производи? Да, значи ние од нашиот акаунт менуваме цена во секој момент, на Амазон му треба 10 минути да направи апдейт на продажна цена. Ама нема лимит колку време и колку пати, пример, во денот или во саот. Колку сакаме може да менуваме цена, само што треба да имаме први дека му треба 10 минути на системот да евидентира таа промена. Добро, супер, значи можеме листинзите кога било да си ги менјаме, само 10 минути ќе треба за да се апдейтират. Да, од прилика 10 минути веќе побрзо, веќе за 5 минути го правиме, општо кажуваме 10 минути. Не знам што му е проблемот, кога ќе кликнеме, кога ќе допреме со маусот тука, треба да ни каже колку точно производ има во таа категорија. Може би нешто ќе видиме на друг производ. Битно, овде кога ќе допреш на категоријата, ти кажува колку производи има во таа категорија. За оваа има околу 6 милиони и нешто. Мојот ми беше дека не треба вие да знаете точно на памет колку производи има категоријата. И не е ни битно, битно на нас не е во кој топ процент се наоѓа. Сега. Значи, ако добреме топ 0,33%, ни кажува продуктот во категоријата има 6 милиони 737 илјади производи. Нас не треба да биде во топ. Јас барам кој што правам, зависи од стратегијата повторно, но да се наоѓа во топ 1 или топ 1,5%. Тоа значи дека се наоѓа во горна граница на таа категорија. Без разлика дали категоријата има 100 милиони производи или 6 милиони производи, ако се наоѓа во топ 1,5% во главната категорија, значи не во подкатегории, значи од старт знам дека има добра продажба. И тоа е некој критериум кој што голем дел продавачи да го практикуваат, за да знаат дека има продажба. И тоа е, би рекол, прва иницијална стратегија што ќе користиме. Други стратегии низ кои што ќе поминуваме се таргетирање на малце повисоки БСР, каде што можеби нема да е топ 1,5%, можеби ќе е топ 3% оваа категорија, пример, не под категоријата. И тоа ни кажува дека многу малце продава производот. Колку малце треба да направиме малце подлабока анализа, тие што се наоѓаат во топ 3% сигурно не продаваат 100 или 200 месечно. Но ќе треба да видиме колку продаваат, зашто и што е интересно со тие производи. Тие производи во повисоки БСР што се најчесто избегнувани од голем број на продавачи. Избегнувани затоа што се со мала продажба и секој сака да продава одма и брзо.
една од стратегиите кои што употребуваме е таргетирање баш на такви типови на производи, но со малце поскапа набавна цена. Зашто? Затоа што ние, ако купиме $100 од еден асин, дали набавна цена за една единица $20 или $15, ако имаме лимит, пример $100 од асин на почеток да купуваме, ние треба да купиме, пример, 5, 6, 7 парчиња од тој асин за да исполниме квотата што таргетираме, максимум 100. Може нека да купиме и 50, значи никој не кара, може ако го сакаме да купиме, немаме ние забрана или лимит под или над колку треба да купуваме, но таа е некоја граница што би ја правил. Ама ако набавна цена на производот ми е 50, јас тоа би таргетирал пример 2 парчиња на купувам. Ако вложам $100 во асин. Ако јас купувам 2 парчиња, мене не ми треба огромна потрошувачка на месечно ниво од 100, 200, 300 парчиња за да ги продавам моите 2. Јас повторно би вложил $100, но би таргетирал производ кој што продава помалце, има повисоко БСР и знам дека многу продавачи ги избегнуваат буквално поради помалата продажба на месечно ниво. Затоа прв индикатор треба да биде до 1,5%, освен ако ние не таргетираме нешто малце поскапо и кое што малце помалку продава, но тоа да не е стратегијата. А општо кажано, топ 1,5% е оно што топ 1% е уште подобро, но и топ 1,5% е нешто би рекол што може да го таргетираме по самата категорија. Овде ни кажува курент, значи моментален БСР, протечен во 90 денови и протечен во оваа година. Овде имаме 98 drops month, сега ќе ви кажам што е тоа во drops, и овде 4 субкатегории level, значи колку вкупно има подкатегории во тоа категорија шви. Исто и за док и за кет шампу, значи што и да е, и овие информации се за подкатегоријата, БСР на подкатегоријата. На кое место се наоѓа, би реков, ова е за нас најважно, главната категорија која е. 98 drops per month. Значи, drops per month, drops значи првично, наједноставно кажано, продажба. Значи, drops може да биде ова е еден дроп, значи намалување на БСР-то. Ова е еден дроп. Ова е втор дроп. Дека тука има многу горе-доле идење на БСР-то, што е индикатор дека штом паѓа БСР-то до доле, има повеќе и повеќе продажби. Значи овде имаме еден дроп, 2, 3, 4. Ова е покачување, ова не е дроп. Ова е 5 дроп, ова е 6 дроп, ова не е дроп, ова е 7 дроп и така натаму. Овде кажува дека имаме 98 drops month, односно мислам дека за последниот месец ни кажува кој е тој дроп. Да. Со тоа што дроп како дроп ако се земе по логичко разместување, јас ако сум на второ место, а некој друг производ е на прво место, за да го поминам него, треба да направам повеќе продажби од него, така. Штом сум дошол на број, сум го зазал место на тој што бил пред мене, значи сум продал повеќе што продал он. Штом сум продал повеќе што продал он, значи јас сум продал барем едно. Така во тој период да го поминам него. Значи БСР од 10.000 во некоја категорија може да продава 1000 парчиња месечно. Тоа што е БСР 10.001 може да продава 999 парчиња месечно. Нивното намалување и зголемување повторно е во секој саат. Сега во овој саат ја сум направил 3 продажби, тоа темпо како го да кипа на дневна основа, на месечна основа, јас би имал БСР 10.000. Ама тоа намалување е затоа што јас сум направил веќе продажба. Сега не значи дека ако нема БСР дроп, нема продажба, тука ми е логиката, за да направиш дроп треба да отидеш пред тој што е пред тебе. Ти го си на број 1 цело време, ти не можеш да направиш дроп. Ако ти не направиш дроп, не значи дека не продаваш, ти едноставно си на број 1 и продаваш најмногу, но едноставно нема каде понатаму да одиш, си го достигнал лимитот, врвот, прв си. Ама ако си на некој друго место, секој намалување на овој БСР дроп значи минимум една продажба. Зашто минимум? Затоа што ако производот се наоѓа на БСР 300.000, тој производ би продал, пример, 5 парчиња месечно. Ама ако се наоѓа на БСР 20.000, би продал, како во случајов,
300 до 400 парчиња месечно. Затоа тој дроп, која се наоѓаш на 20.000 БСР, најчесто не е една продажба, туку е повеќе продажби, за да успееш да се носиш со просекот на тие што се околу тебе. А ако си на 300.000 БСР, ти не продаваш ни едно парче на една недела. Така да секоја продажба во таа недела, ако имаш 2 парчиња продадени, ти може да дојдеш на БСР од 150.000, затоа што тие од 150 до 300.000 исто продаваат од 5 до 10 парчиња месечно. И мала продажба од 2 парчиња биде бутнала на 150.000 БСР, а ти во 20.000 БСР ако направиш 2 парчиња, може да ти се намали БСР, тоа се зголеми, да имаш од 20.000 да отидеш на 25.000, затоа што просекот на продажба на тие производи што се на БСР 20.000 е, да речеме, 15 дневно. Ти ако направиш 10 денеска, ти си под просекот и твојата БСР нема да е 20.000, веќе иде на 30.000. Затоа што просекот околу тебе има голема продажба на дневна основа. А тие што се во поголемите БСР од 300.000, нивниот просек на дневна основа е многу помал и секоја продажба тука те носи на многу места напред. Затоа дроп во поголеми БСР најчесто може да биде една продажба, но во вакви БСР кои што се ниски и се во топ 0,33%, тие се најчесто индикатор за повеќе продажби. Зашто? Ви го спомнувам ова, малце може и конфузно вие, но моја препорака апсолутно воопшто не се замарете со Кипа БСР Drops. Кипа БСР Drops е индикатор кој што ние го работевме пред да постојат информации за жолта линија и пред да анализираме директно залиха колку е продадена на месечно ниво во Data и Offers. Ова ќе го работиме во наредните часови, како ние точно да видиме колку залиха и кога и по која цена е продадено од секој продавач кој што историски го продал производот овде во Data Offers. Кога ги немавме тие информации, ние моравме да работиме по Drops и да видиме дека ако има производ 98 Drops, ома знаев дека 98 парчиња минимум продал, ама колку точно повторно не знаев. Требаше да анализирам овде. Ова може би ќе изгледа дека имате многу графици, воопшто не е комплексно и премногу ни помага нас при анализа на производите, но да не брзаме, ќе доеме за кратко до тоа. Така, тие се главни информации кои што ги гледаме овде. Се друго ќе продолжиме во другите полиња. Ова ќе го почнам малце затоа што имам уште 10 минути часот, ќе продолжиме следниот час со екстензијата и имаме уште работи тука. Значи, во трак продукт. Трак продукт значи дека Кипа прави тракинг на производ или ние им наложуваме они да прават тракинг на одреден производ за нас лично и да ни пратат аларм кога има некоја промена на некоја вредност. Значи може да ни пратат нотификација преку мејл, телеграм и така натаму. Овде мене ми одбрано .com затоа што продавам на амерички пазар, мене не ме интересира за други пазари, целото продавање и купување го правам во Америка. Можеме да таргетираме вака. Кога ќе допреме тука, ни кажуваат повеќе информации. Кој е моментален бајбокс, ени намалување секојаш кога има под таа цена да ни даде нотификација и во проценти или во просеци. Значи, многу информации за вас и за мене воопшто небитни. Овие работи ги поминуваме во овде во продукт details, тие информации што нас ни требаат. Ако ќе одиме во трак, што е поентата на трак продукција? Ова повторно се става и се користи од луѓе кои што имаат премногу голем број на производи или кои што го работат моделот Amazon Flipping. Сега ќе збориме за тоа. Ова што е? Јас таргетирам продажба на $35, ама имам преголема база на производи, премногу производи продавам и не можам да правам увид 2 пати дневно на секој производ да видам како се однесува производот. И сега, може да ставам алерт. Моја долна граница што сакам да продавам е $30. Да ми прати екипа нотификација кога овој производ, што сега го анализирам, бајбоксот ќе дојде на цена од $30. Мене тоа ми е индикатор, односно укажување дека цената продажна достигнала вредност која што под таа вредност сега веќе не сакам да продам. И јас ќе направам, ќе го отворам што добивам нотификација производ, ќе направам анализа тогаш да видам дали имам поента да чекам или да намалам цена, што се случува со производот, ама да не го запоставам до 25, дали треба да реагирам на време или не.
Тоа е за некој што повторно има голем број на производи. Или, значи or less или or more. Значи долна или горна граница. Ова исто така може да се таргетира ако гледаш дека производот се покачува во продажна цена, пример да се наоѓаме овде негде. Јас гледам преходната недела дека конкуренцијата почнала да паѓа. Јас имам повисока цена повторно, сум ставил можеби $40 продажна цена. Мене ми е важно дека ако дојде до $38, јас дури на тоа би продавал или би било повторна информација да видам дали таа цена 38 ми е профитабилна. Ако ми е профитабилна, да видам дали вреди да чекам уште некој ден за да продавам на повисоко или цената веќе и вака така ми е многу профитабилна, да спуштам веднаш да ја продам. Дали има индикатор на покачување на конкуренција во тој случај или не. Значи нотификација да ви стигне за секој производ кога ќе достигне одредена вредност за buy box, под или над цена да ни дае нотификација. Ова е за new condition, тој што го продаваме ние. Ова искрено, посебно на почетокот, а и понатаму е нешто што као buy box сертификат ќе го користиме. Јас барем си имам навика два пати минало сите производи да си ги прегледувам со тоа што како да ви кажам, без разлика колку број на производи имате, со самото работење и искуство ќе видите, ќе ви останат во глава тие производи кои што ви се вакви, кај што знаете дека има конкуренција, да ги проверувате почесто, и тие производи кои што имате стабилна цена или чекате подолго време, а се продавате паралелно, не толку многу ќе ги отварате. Овде е што се реагира почесто. Така да и на памет ќе ги учите без алерт, но ништо страшно, може би подобро ќе ви биде да се ставите некој алерт. Второво е Амазон. Тоа е цената на Амазон. Ако Амазон се јавува како продавач воопшто на некој од овие производи, односно за овој производ што сега го гледаме моментално и го анализираме, нас се интересира да ни даде нотификација повторно more or less дека Амазон моментално ја продава таа цена. Може би, може, а и не мора да е неговата продажна цена buy box цена. Значи, некад Амазон може да продава да не го добие buy box-от. Од X причини, може би нема добра дата на испорака, може би продажна цена иако намалена му е пониска, му е повисока од она што е buy box цена. Значи, не секогаш Амазон ќе го доминира buy box-от, така е причина, не е по дефолт тоа. Но што е важно овде? Ние, реков, обукава ја фокусираме на Амазон онлайн арбитраж. И тоа не е главен дел од обуката. Но дел посветив и на другиот модел наречен Амазон Flipping, кој што е доста интересен модел, го спомнавме во бизнис модели како опција и да речам предноста ни е во тоа што може да ги работиме двата бизнис модели паралелно. Не мора да се пола-пола, може 80% од капиталот да не биде во онлайн арбитража, 20% во Amazon Flipping, но со текот на времето можеби ќе ви се свиѓа и тој модел плюс и ќе сакате да го работите повеќе и повеќе. Во вебсајтот имаме начин како бараме производи и подетално ќе збориме за Amazon Flipping, ама ако не се сеќавате, Amazon Flipping представува бизнис модел каде што купуваме производи од Amazon, ги носиме во пред-центар, ги препакуваат според критериуми на Amazon во пред-центарот, исто како за онлайн арбитража, и ги враќаме повторно да ги продаваме на Amazon. Значи, се е исто, разликата и во анализи во се е исто. Единствена разлика е што производите не ги купуваме од други продавници, ги купуваме директно од Amazon. Моја препорака, купуваме од Amazon, ама од Amazon како продавач, не само платформата amazon.com. Значи, не од некој продавач како што е овој и да го препродаваме. Затоа што Amazon не сум сигурен дека ќе ни припади фактурата од тој продавач, затоа што ние не знаеме тој кој е, од кај купува, дали продава фейк производи и така натаму. Така да при работа на Amazon Flipping се фокусираме на sold and fulfilled by Amazon. Значи Amazon е директен продавач. И како можеме тука да го искористиме тоа? Кога би налетале на производи кои што се продаваат пред целата година, стратегиите кои се? Првата стратегија е Amazon продава одредена цела година, но сме виделе дека во случајот тука Amazon не продава. Ако продава тука ќе пише Amazon, ќе имаме такви примери за производи кои што Amazon продава. Како што buy box цената имаме историски приказ, така ќе имаме историски прикази за продажна цена на Amazon. Како варирала. И во одредени производи, нормално не во секој, но за тоа не треба анализа, ќе гледаме како таа продажна цена на Amazon, пример, замислете тука е на линија дека е цената на Amazon и тука паѓа. И пак се качува. И паѓа, и пак се качува. Што значи дека во одредени периоди од годината Amazon дава попуст на неговата цена.
Тие попусти некогаш знаат да бидат 60 до 80%. И тоа е премногу голем попуст. Ако ние случајно, значи не мора да ги бараме секогаш со намера тие производи, при срчање на производи, при анализи, може ќе налетаме на такви производи, ќе видиме во ред Амазон продава цело време висока цена, пример на $100, ама 4 пати во годината, на секои 3 месеци, во интервал од 2 дена ја спушта на $50. Дали јас ако продавам на $50, ако ја купам за $50 и продавам негова цена од $100, би бил профитабилен. Си пресметуваш во другиот софтвер SellerAmp да видиш дали си профитабилен. Ако си профитабилен, можеш да продолжиш со купување. Ама ти можеш да се увидел дека производот има намалување на Амазон во одреден период. Ама сега Амазон продава се уште за $100. Ама што јас знам дека некогаш продал за 50 и тоа го повторува, мене ништо не ме чини да пишам Кипа, прати ми нотификација кога Амазон неговата цена ќе биде 50 или пониска. Јас знам дека на таа цена сум профитабилен, или 6, или која идеја, кај што гледам дека јас ќе имам 30% рој, Кипа прати ми нотификација. Што ми прати Кипа нотификација за Амазон, јас знам дека тој производ сум веќе сум го анализирал, сум го ставил датан во мојата база и треба малце побрзо ќе направам анализа сега, за разлика од порано, затоа што веќе сум направил увид дека таа е реалната цена. Она што понатаму ќе го анализирам, ќе видам дали можам да го добиам бајбаксот со Амазон како продавач и така натаму нешто што ќе анализираме во другите часови, но Amazon Flipping е доста интересен модел како надоградба на нашиот онлайн арбитража и ќе го збориме малце поише и во веб-сајтот на Кипа кој ќе видиме, како да ги бараме овие производи така натаму.